Констатиравме дека во 8 здравствени установи, офатени со истражувањето за периодот 2016-2017 година, вкупно 62 малолетнички на возраст до 18 години ја прекинале бременоста, при тоа 23 деца абортирале на возраст од 14 до 16 години. Анализата на податоците исто така покажува дека деца што абортирале има најмногу од македонска етничка заедница, ромска, албанска и турска, додека не се евидентирани абортуси кај припадничките, кај децата од останатите етнички заедници. Бројките се уште позагрижувачки во однос на возраста на децата кога тие стануваат мајки и треба да ја преземат грижата за новороденчето. Вкупно 731 малолетничка се породиле во истражувачкиот период, при тоа 4 случаи на породувања има од страна на деца на возраст од 11 до 13 години, 225 деца се породиле на возраст од 14 до 16 години, а останатите се породиле со 17 или со ненавршени 18 години. Најголем број од децата кои што се породиле, односно родиле, се ромки, 405, 162 се македонки, 109 албанки, 43 турченки, 5 бошњачки и 6 други. Од податоците што ги водат јавните здравствени установи за грижата за новороденчето, произлегува дека најголем број од бебињата, 721, дадени се на натамошна грижа и чување кај малолетната мајка, а 10 бебиња, од кои 6 родени во 2016 и 4 родени во 2017 година, биле оставени од страна на малолетната мајка и понатаму згрижени во домот за доенчиња во Битово. Направивме и увид во документацијата што ја водат јавните здравствени установи по однос на малолетните родилки и малолетните кои што абортираат, при што констатиравме дека речиси сите малолетни родилки се породиле во вонбрачни заедници, а за жал болниците не водат посебна евиденција за нив, или пак евиденцијата што ја водат не секогаш е точна и прецизна и целосна во однос на нивниот брачен статус. Така, во тој контекст констатирани се случаи кога за деца што се породиле на возраст од 12, 13, 14 или 15 години, во податоците на нивните здравствени установи, каде што е извршена интервенцијата, се водат како да станува збор за лица што се во брак, што не е навистина е загрижувачка појава. Не се почитува законската обврска за обезбедување согласност од родител-старател при интервенција на малолетните родилки. Во ниту една здравствена установа не постои пишан документ за евидентирање на преземањето на новороденчето од болницата од страна на центрите за социјална работа, во случај кога мајката, односно малолетната мајка, не сака да се грижи за бебето и го остава во болницата. Комуникацијата на релација здравствена установа, центар за социјална работа, како старател на деца оставени од малолетни мајки, е исто така незадоволителна и не е секогаш евидентирана. Најчесто оваа комуникација е усмена, која се бележи на кориците од предметот на социјалниот работник од установата или на здравствените картони на кориците од историите на пациентката. Во дел од болниците што ги посетивме, утврдивме дека нема социјален работник, што ја отежнува работата во случај кога се работи за малолетни родилки или малолетнички кои што ја прекинуваат бременоста од аспект на соодветен породилен третман, советување, грижа за бебето, помош во семејна средина и слично, што негативно се одразува на малолетната и незиниот натамошен развој. Од увид и разговор во домот за доенчиња во Битола, утврдивме дека децата кои биле оставени од малолетните мајки се згрижени во оваа установа, при што дел од нив се во постапка за посвојување.